Благодарам, председателе. Мислам дека по завршувањето на вашиот монолог Mendoj pas përfundimit të monologut të говорите дали ќе закажеме седница за изгласување на петиот пакет мерки или не. Говорев, нема услови деловнички. Да, па затоа ви говорив, побарав. слушајте што ви зборам. Добро, дозволете да кажам Ви сега. одговорив. Благодарам. Значи, Немам извештај од комисиите се завршени вчера во 12 и 15 часот. Финансии и законодавна правна комисија. Сметам дека извештај од комисиите спремаат, без да ги нападнам или да ги навредам службите со кои што вие раководите. И не знам зошто 24 часа по завршувањето на комисиите се уште вие немате извештај по основ на ова барање кој што е приоритетно и граѓаните го чекаат. По основ на тоа дека требало да се изготвуваат подзаконски акти, законот кој што сме го донели ние, значи законот е предлог на владата. Владата во која што партиципирате вие како политичка партија, Социјалдемократскиот сојуз и другите коалициони партнери. Тоа не е мој проблем. Имало проблем по ова законско решение, веќе нема. И ајде сега да не бидеме спасители и душебрижници, имаме време, пратеници има во собранието, да закажеме на паузата или кога ќе се договориме, да го изгласаме петиот пакет мерки, а вие да алармирате извештаите да стигнат во собрание, па не е прв пат во собранието извештаи да се изготват после завршување. 24 сата помина од завршување на комисијата. Затоа мислам дека имаме можност тоа да го изгласаме. Тоа што владата ни го пуштила како закон и тоа што е интервенирано, ние го имаме направено вчера на комисија. Поднесовме 16 амандмани за офаќање и промена на одредени делови на законското решение, одлуки, не беа прифатени нашите амандмани, имаше предлози од колегите од Социјалдемократскиот сојуз, кои што беа технички за промена на термините, затоа што очигледно финансиските средства за февруари и март поминаа термините. И пречекорено е времето да се прават измените. Што беше толку спорно и тешко за 5-6 измени кои што поминаа на барање на владеачкото мнозинство, да се стават во извештај, тој извештај ние да го добиеме. А во текот на денешниот ден гледам дека има пратеници доволно, да се стават и да се изгласат тие законски измени. Тоа што го има во законот, дали 15 дена треба за подзаконски акти или не, е одговорност на владата и тие што ни го пуштија тоа законско решение тука, кое што требаше да го мислат. Не сакам сега да навлегувам у друга тема околу кризната состојба. Ја чекаа последната недела и кризната состојба да ни дојде во собранието. И многу други работи ќе отидеме во други теми за кои што не сакам сега во моментот да зборувам. Ама за ова што зборувам, сметам дека има можност желба денеска да се одржи и да ги изгласаме тие законски. Па после владата нека им кажува на граѓаните дали 15 дена треба за подзаконски акти или не треба. Нашата обврска тука да си ја завртеме. Кој бил крив, кој бил спасител, кој бил душегрижник, да го оставиме граѓаните да ценат. Благодарам. Ќе ценат граѓаните кои бил 3 месеци ги држи законите.